Божик во домот на Господја Магдалена Мавкова. Ние сме долгогодишни пријатели, знаеме многу за вештините на Господја Магдалена, меѓутоа еве колку припреми треба за еден ваков голем христијански празник во едно семејство да биде дочекан, пречекан како што доликува. Најпрво да ве поздравам и драго ми е што дојдовте во мојот дом, скромен, ама топол дом, мислам. Па празникот Бадник Божик, од секој пат пак ќе го спомнам свакараме, бидејќи јас многу младо сум ожив и тука почнуваат моите традиции и нашите учење за тие верски празници. Значи тоа што го знам се од неа и си го продолжам до ден денес таа традиција. Значи припремите ни беа големо семејство, значи радоста голема, припремите ни беа уште од Сабајле. Еве јас и денес од Сабајле се потрудив нешто да направам за Бадниковата вечер. Значи Бадник е празник, внесува голема радост. Значи празникот што дава голема љубов, значи мир, спокојстве. Значи Христовото раѓање, затоа и Бог го пратил, значи Христа да го спаси христијанството, да не спаси нас. Затоа значи празникот го чувствувам значи со голема љубов, значи со можам да кажам и со некои емоции, значи према сите тие што ги сакам. Тешко ли е да се организира? Најпрво треба нели мисловно да се спрема целата таа организација, па потоа да се почне и на дело со припремите чекор по чекор на Бадниковата вечера, која што останува нели по традиција цела ноќ на самата трпеза, на самата маса. Кога почнува вашата организација? Од кој ден вие веќе сте спремни и знаете што се треба да има на Бадниковата маса? Добро, нели искуството е веќе големо, значи не ме прва година, значи веќе 45 години, значи сум сега мојот сопруг ме напушти, ама нели во брак. И значи искуството е тука. Значи не можам да кажам дека јас треба пред многу време да се спремам. Значи еве денеска, сето тоа што имам на маса, денес станав порано и сето тоа го препривив денес. Значи, на нашата маса секој пат имаше значи зелник, зошто зелник, риба има нели, во нашето семејството рибата секој пат се спремаше со кромит. Значи не со прас. Значи и спојката треба да ја знаеш. Значи риба и прас, па и ориз, не ме е спој на мене. Значи кај нас, значи во нашата фамилија зелникот е секој пат со кромит. Значи динствувам кромит, повеќе време ќе го динствуваше свакарувам и сега и јас, значи исто. И значи се спремаше само со кромит и риба. Значи тоа се во фурна се печи. Обавезно имавме компот, значи струмички ушав. Така. Лепчето веќе нели неминовно. Баклава, нели. Сега, јас не правам таа оригинална струмичка баклава, што треба да биде стварно мајстор, а јас за баклава, да ти кажам, Сузан, не сум баш мајстор. Значи, ама си правам. Сега, име разни рецепти. И добле сте да се признаеш нешто. Да, значи, тоа го кажувам. Значи, да правиш ти убава баклава, старска, што викаме ние, нели. Старска треба да гриси со ореви. Треба да бидеш и мајстор. Еве, ќе ја поздравам Вера за што беше Вера. Кога имавме ова хуманитарната програма Вешите жени за децата со аутизам, нели, како што ти напоменав дека да не биде само баници, таа направи таа старска баклава. Јас да ти кажам, Сузе, това е уметност, значи испечена, убаво сечена, не само баклава, и гашти, значи баклавата без гашти, што викат сурмичане, не е баклава. Значи мајстор треба да бидеш. Што се гаштите? Гаштите, нели средулнико, нели сред мора да имаш сечена да биде парчето, така как да се вика, да не биде цело, значи гаштите. Това средулнико, јас толку не знам да ти објаснам, оти не правам таква баклава. Ама, значи, се пофали и видовме дека баклава со гашти. Значи, не се сече скроз цела попреку, значи, средулнико мора да има
Поголем дел? 3-4 парчиња, да не бидат до крај сечени, да има како гашти, баш гашти. Таква беше, значи, тоа треба да биде мајстор. Јас не сум за таква баклава мајстор. Каква баклава вие подготвувате? Јас, обично сега, се вика грчка баклава, во вид на едно време паста арт, што права сарли баклава. Таква, значи, ама исто внатре орови, со гриз, со канела, со презла, како што си личи, значи, што се е оригинал рецепта за баклава, ама не ме е ложена. Значи, таа ме е во ролата виена и сечена. Таква баклава имам јас. Колку придонесува декорирањето, соодветното уредување на самата трпезариска маса за амбиентот, за доловување на божикниот дух на оваа бадникова вечер? Ајде не се повторувам пак, значи, многу години наназад, кога бех помлада, знаев и јас, например, малце да биде, како помлада демек. Декорањето ми беше малце да не кажам кич, малку со понагласено. Да, понагласено. Ама, како што минат годините, јас премногу со декорации се занимавам и како што минат годините, не да немам желба, ама едноставно сакам малку да ми биде баш како што личеше една значи, божикна трпеза, поскромна. Значи, не е важно многу што имаш на масата, многу е важно што носиш во душата, во срцето. Значи, најважно ми е тоа за мене, декорирањето, јас како што гледате сега, ме е малку поскромна, како за мои години, како и годините се го прават тоа. Значи, сега јас не се истежат, може да работите. Така. Значи, се трудам, ама не толку многу како што беше години наназад. Јас сега, например, можам да кажам за моите снаи, тие се спремат, па тоа е дома направено. Што ти кажам, ама им личи, млади са, сакат и тие се многу креативни. Еве идејата за јаболката за икебаната ми е од едната снаа. Ја кога ги видов, викам, леле, кате, и јас ги направам за мојата маса. Значи, веќе и од нив црпам идеи. Сепак, колку и да биде скромно, важи правилото, се уште се надевам дека најубавото се вади на божикната маса, најубавиот чаршаф, најубавиот сервис за ручање. Важи ли уште тоа? Да, за мене важи. Значи, можете да забележите, например, сервисот не ми е обичен сервис, значи, ајде да не кажам, нели сега, од цептер ми е сервисот, ама јас преферирам за таквите вечери да ми биде масата чиста, бела. Сакам да имам бел чаршаф, да имам бели линии, чиниите да ми се побели, да не се обоени. Значи, за таквите пригоди, па и за, например, утре кога ќе ми дадат децата или некои други многу сакам да биде со бело, да нема убоени чаршафи. Сакам да ми биде убело и се трудам, например, поставањето на маса да ми биде убаво, со убав чаршаф, со убави чини, со убави чаши. Екстрактот има да ми биде убав, да не било каков. И тоа си ги користам само за одредени прилики. Значи, секојдневно имам друг значи, прибор. Значи, и тоа го пазам, и тоа го знам од свекрва ми. Значи, кога ќе доша празникот, не беа тие зависи. Како сега што ни стоат по цела година и многу години. Се знаеше. За Великден тие зависи. Покривањето на каучо, на било што друго. Дури и теписите се ги менјаме. Тие, особено за Божик, таа имаше многу килими. Значи, ги постелевме тие убавите волнени килими. Значи, целиот дом се преуредуваше во празнично. Сега ние тоа, да ти кажам, нели, не го правиме. Сега зависта ми е таа закачена, тоа ми е тоа и тоа ми е, а едно време многу се внимаваше на празниците да не биде домот преуреден. Во празнично, да. Се надевам дека сепак духот на празниците владее во вашиот дом, се надевам дека и божикната енергија ќе остане уште долго во вас. Да. Убава вечера да имате и ви благодарам на разговорот. Да, благодарам и на вас и убави празници.